Стоп за поплавите беше темата на едукативната работилница која се одржа во општинската сала во Новаци. Ова општина беше најпогодена во поплавите кои ја зафатија Пелагонија во февруари и март годинава, а работилницата имаше за цел да ги едуцира жителите како да се заштитат од идни проблеми од ваков вид. Она што во моментов го работиме е една едукативна кампања поврзана со климатските промени и секако со чистата околина. Денешното предавање кое го имаме е поврзано со чистата околина, а целта е да се спречат поплавите кои да се спречи појавување на поплавите, односно граѓаните да водат грижа за чистење на околината пред се, за чистење на каналите кои можат да придонесат за повторно ако се затворени повторно за појавување на поплави. Во февруари и март годинава во Пелагонија беше поплавена површина од 17.000 хектари, односно беа најголеми поплави од 1968 година. Климатските промени најповеќе ги осети општина Новаци со поплавите кои беа оваа година и големите последици кои ги имавме од тие поплави и климатски промени. Со надчовечки напори ние се организиравме и ги спасувавме нашите земјоделци, беа поплавени многу хектари земја. Затоа сега градиме стратегија како да не се повтори тоа истото, да ги заштитиме и земјоделските површини, а исто така и производството кое е во општина Новаци. Во делот на инфраструктурата и објектите на територијата на општина Новаци, проценетите штети беа во висина од 260.000 евра, додека пак во земјоделието во 5 општини кои беа зафатени од поплавите, околу 7 милиони евра. Владата на Република Македонија, поради големите штети од поплавите, на жителите им вети 100% обезштетување.